Почитувани гледачи, изборите завршија. ВМРО-ДПМНЕ освои најмногу пратеници, сепак во споредба со минатите има неколку пратеници во минус за сметка на СДСМ која нели доби неколку пратеници, но се разбира никогаш не е на одмет да се потсетиме што зборувале лидерите и партиите во целост во периодот пред избори. Еве Црвенковскиот СДСМ на пример. Почитувани граѓани, во овие 4 години како никој порано Груевски го подели нашиот народ. Не делеше на наши и ваши, на патриоти и предавници, на антички и словенски, на верници и неверници, на транзиционери и природбеници. Жалам што мора да признам дека во тие своји намери во голема мера и успеа. Денес македонскиот народ е поделен народ. Да, ова беше нешто што се повторуваше повеќе пати во текот на кампањата како еден од негативните аспекти од владењето на ВМРО-ДПМНЕ и како нешто што доколку СДСМ дојде на власт, ќе го смени и поделби повеќе нема да постојат. И иако изгубија на ниво на Македонија, сепак победија во одредени општини како Охрид, на пример. И таму повеќе нема да има никакви поделби. Еве, исто да ќе ви го потврди и градоначалникот на Охрид Александар Петрески. Изјавата дадена на неколку дена по изборите, а снимката е од локалната телевизија НТВ. Ги повикав на граѓаните во одредени места, каде што му дадоа доста голем број на гласови на ВМРО-ДПМНЕ, сега тие граѓани да бараат проблемите што треба да ги реши централната власт, да ги реши. За решавање на работите, на канализационните работи во Лесковец. Сите овие граѓани, 160 разлика каде што победија во Лесковец, за канализацијата да се обратат кај министерот за животна средина да им го реши тој проблем. Во исто време, сакам на земјоделците од Лакочере, Горно Лакочере посебно, и долно и горно, кои не знаат што да прават со своите јаболка, со своите производство, да се обратат кај министрите за земјоделие на идната влада, овие што се останати, зашто дел од тие забегаја по Украина, не знам каде забегаја. Што се останати тука или што ќе бидат, да им го решат откупот на јаболката, затоа што градоначалникот им направи патишта да може да додат со тракторите до нивите, ево, откупот е работа на државата, нека го решат. Не може тоа градоначалникот да им го реши. На рибарите кои гласа за ВМРО-ДПМНЕ им порачувам да одат во Скопје и на Вардар да си фаќат риби. На сите охриѓани кои гласа за ВМРО-ДПМНЕ им порачувам летово да не се капет во Охридсково езеро, туку да одат Скопје на плажина од Коце да се капат. На сите градежници кои гласа за ВМРО-ДПМНЕ им порачувам поќе да не градите во Охрид, туку да си одите Скопје на проектот 2014 да градите. На сите домаќинки кои гласа за ВМРО-ДПМНЕ им порачувам плячките од кои ќе си ги исперите да не ги спружвите по охридски тераси, туку да одите Скопје на музејот на ВМРО да ги закачите. Море сите охриѓани што гласавте за ВМРО, сите да си ојте од Охрид, пошто Охрид е моја собственост и не сте добре дојдени. Ета. Да, прекрасно господине Петрески, значи мислам дека сите можеме да извлечеме една полука од ова. На следните избори ќе си ги заокружите и ВМРО и СДСМ, па нема да имате никаков проблем и ќе можете да си живеете и во Охрид, и во Скопје, и кај сакате од цела Македонија.